20 години. Студирам на факултетот за информатичко инженерство, односно ФИНКИ. Втора година на примене информацијски студии. Така што некако се тера. Инаку волонтер сум активен волонтер во Црвениот крст на град Скопје нешто повеќе од 2 години. Се чувствувам и се гледам како хуман човек кој што сака да помага на луѓето кои имаат потребна помош. И омилени активности ми се со лицата со попреченост. Исто така учествував како поддршка на вакциналниот пункт во Јане Сандански. И исто така некој што сега ќе полагате за возачка, ќе ме начекате како манекен на првата помош. Мухамед, можеме да преминеме на техничкиот дел. Значи, ако пукне линк, ќе биде објавен друг, затоа не се секирајте во ПХВ Недела театар, мислам дека сите сте во групата. Работилницата се снима, затоа ако не ви е пријатно или не сте во состојба да пуштите камера, слободно не пуштете. Работилницата ќе биде објавена на YouTube каналот ПХВ. Некој друг нема право да ја снима работилницата, освен одговорниот, односно Мухамед. Кога не зборувате, за да не се прави фонија, не бидете на мјут. А ако имате прашање или ако сакате да споделите нешто, имате виртуелно раче кој што може да го кликнете, па потоа одговорните ќе ви дадат збор. Значи, исто така не користите лажни имиња, бидејќи за присуство на 10 и повеќе работилници добивате благодарници, сертификати, затоа да се држи кој учествувал и кој не учествувал. И доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Може на следниот слайд. Значи, ПХВ програмата веќе повеќе од 20 години, таа е наменета за млади лица, односно се држат обуки каде што младите го добиваат знаењето кое после може да го имплементираат во проект кој ја подобрува заедницата, ја зајакнува заедницата, без разлика на тоа дали се од која етичка припадност се, они заедно се вклучуваат за потекнување за помош на заедницата, зајакнување на личните капацитети, промоција на мир, односно создаваат заедно интеркултурно општество, каде што луѓето понатаму се гледаат. Значи, поради ковид пандемијата, оваа година, мислам и претходната, се направија 40 работилници. Мислам, оваа година се прават 40 работилници, ова е 32 работилница, односно 80% поминавме вклучувајќи денешната работилница, каде што се вклучени 24 ПХВ инструктори. Ради ковид пандемијата мора да држиме онлайн работилници, кои се надевам од наредна година или понаредна ќе продолжат, бидејќи се многу корисни. Исто така ќе се почне и со во живо држење обуки и продолжување на традицијата. Следен слайд можеш. Поминавме темите за вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, позитивни вредности, човечки импакт. Значи, да почневме пред 2 години, ја би ја слушал најпрво правилен избор за факултет, пошто не знам дали избрав правилно, но ќе видиме. Може на следен слайд, Мухамед. Значи, денеска наш инструктор, односно предавач ни е Љупчо Милковски. Он е со големо искуство, ПХВ национален инструктор, исто така инструктор за промоција на алтернативи на ненасилство, председател на комисија на
дисеминација и комуникација во Црвен крст на Република Северна Македонија, исто така и председател на клуб за промоција и имплементирање на меѓународно хуманитарни права во Црвениот крст на Република Северна Македонија. Он е творец, истражувач, поет, писател и денес од него ќе слушнеме важноста на информацијата, комуникацијата, анализата и процената на планирањето. Му го давам зборот на него. Благодарам, Теодор. Благодарам и на убавиот вовет, на убавите зборови и за програмата и за она што ќе го работиме вечерва. Јас сум преблагодарен за она што можам вечерва да го споделам со вас и со сите други што ќе сакаат и ќе имаат можност да го видат. Ова е тема која што извира директно од целокупниот мој и теоретски и практичен развоен дел и се она што било дел од мојот и умствен овој капацитет и умствени можности и образовни овој можности. Така да добро е ова вечерва да сме заедно и да споделам она што се и практични теоретски искуства и кои ќе бидат навистина од една голема корис. Можеме да одиме на очекувањата. Ја би замолил тука Мухамед да ја држи главната палка. Може Весна да ме ги чита во случајов. Доколку не е Може, нема проблем. Може да ги пишете вашите очекувања или како што знаете до сега, може да кревате рака, да кажете што би сакале да знаете, што очекувате од оваа работилница. Со што мислите дека ќе земете од оваа работилница? Може за сите области, води информација, значи до анализа, процена, планирање и во целиот тој компот заедно. Да дознам повеќе за сумирање на податоци. Значи, Мухамед, сумирање на податоци. Добро. Дали планирањето е клучно за успех? Да. Убаво да поминам и да научам нешто. Дали анализата и процената на луѓето пред да се запознат е лош начин на поставување? Дали анализата и процената на луѓето пред да се запознат е лош начин на поставување? Следно, како да знаеме дека некоја информација е точна? Добро, фино. Следно, дали да анализираме во секојдневниот живот? Дали да анализираме се во секојдневниот живот? Како правилно да си го планираме времето? Значи, планирање на времето. Добро. Да видиме раче дали има некој. Нема раче. Како правилно да процениме што е добро за нас?
Како да ја подобриме комуникацијата со луѓето? Дали е добро однапред да ни биде испланиран целиот живот? Добре. Ова е прашање од Ивана и од Ангела, значи две се од еден уред. Значи дали е добро да ни е однапред испланиран целиот живот? Што се подразбира под добра проценка? Одлично, одлично. Јас Е, па мислам добро, дека тоа може е колега дека добро, да. Многу ептен големи очекувања, така да ама јас верувам дека Лјупшо ќе се снајде, мајќи во предвид големото искуство. Така да само да ги изголемам да се Ова- читаат тука. Така е мукаве очекувањата и инспирираат. Да, точно е. Точно е. Лјупчо, можеш да ги прочиташ, можеш да ги видиш да ги прочиташ? Ги гледам, да, ги гледам. И веќе ги ставив ја, ги сместив во мојот важен мозочен дел, така да концентрацијата ќе ми биде на посебно на очекувањата. Оди тука имаме дел на субјективен дел, што е субјективен во смисла на добро субјективен, психолошки, кој што не тера на размислување на планирањето, процената за меѓусебниот овој дел. Ја не ги читам сега очекувањата, него само правам еден сумар. Правам анализа на се она што беа очекувања. До сега кажани. Добро, сега може, значи, ги видовме очекувањата. Ја благодарам за очекувањата. И еве сега одеме кон она што е наша, што се вика основен дел од работилницата, а тоа се целите, еден од основните делови. Тука сме некаде, значи, проширени знаења за информација, комуникацијата, анализата, процената и планирањето. И втора цел е користење на тие поставки и алатки во теоријата и праксата, во смисла на она што значи, како можеме и на кој начин да ги искористиме, па и во склоп на она што се и поставени очекувања, што ги видовме. И добро и корисно поминато време се надевам дека за тие што сме си тука ќе биде добро и убаво поминато време. Се сложуваме со целите. Мислам дека тие ќе ги опфатат и мислам дека и ќе бидат и поширок еден дел и еден мој обид за да може вистински да бидат искористени во вашиот особено делот на учењето, образованието, а особено и во работниот дел. Бидејќи дали планирањето и како овој планирањето е успех, едно од очекувањата беше, навистина е битно, но битно е и како ќе дојдеме до планирањето. Одеме натаму. Значи, во ова денешна вечерна рамка одеме според методологијата што си ја имаме, знаеме, во ПХВ, а тоа е вежба 1 и еден обид да одеме со тематскиот дел, со проблемот, нели, и да видиме како тоа ќе го направиме. А го правиме на следниот начин. Ја ќе ве замолам сега едно прашање, односно ќе бидат две прашања.
да наброиме прво едно од најважните дела, или кое е најважното дело од кај што можеме да исцрпиме знаења, или она што го оставил Анри Динан. Или со гласно, или со пишување. Кое е тоа дело? Не барам година, не барам ништо, него ако може да се сетиме на книгата или делото на Анри Динан. И ние инструкториве да одговараме или да почекаме? Сите. Да почекаме. Може да почекаме, да. Добро. Е приказната за Солферино, добро. Ја 1984 од Џорџ Орвел. Ете, Леа Манева, сеќавањето на Солферино, да. Добро. Значи, со кревање да избереме кој беше точниот одговор. Овде го видовме веќе. Сеќавањето на Солферино, така ли? Ние најмногу го знаеме Анри Динан преку таа книга, но сега имаме едно второ прашање. Ако го познаваме преку книгата што тој ја напишал и преку неа е поврзано и самото движење на црвениот крст и црвената полумесечина, формирањето и развојот на тоа движење, дали Анри Динан напишал и други дела и дали некој може да каже некој наслов од негови други дела? Може и гласно, може и... Дали има некој што знае? Дали некој напише нешто? Вика, Јоко, мислам да, што мислам, да дека напишал, точно е дека напишал и други дела, да. Точно е дека напишал и други дела. Ето така, ако немаме друг одговор или други одговори, ќе ви кажам, бидејќи одиме на следни активности, дека вежбата ја имаше целта што на одреден начин во вториот особено дел ја постигна, а тоа е дека и од други формати можеме да добиеме информации и историски документи, значи, за или нови вести или информации за одредена личност, за она што нас не интересира, за Анри Динан и така натаму. Значи, Анри Динан потврдно е пишувал и пред да ја објави сеќавањето на Солферино. Пишувал една добра и преку статии, но и добра студија и книга за обичаите и суеверијата на евреите во Тунис 1857 година. Анри Динан особено е познат
по неговите статии и пишувања за робството, и не само во европски рамки, во меѓународни тогаш рамки, и во САД, уште и така натаму. Значи, пишува за Ареди дан, ќе се послужам и јас самиот за белешки за регенството во Тунис, кај што има цело поглавје за робството и против робството. Ареди дан особено е многу важно да ги спомниме мемуарите на Ареди дан, кои што се една скапа книга од негде стотици посебни делови и навистина е вредно ако и од оваа работилница вечерва извлечеме нешто и со Александра и ќе видиме покрај ова што го кажувам за мемуарите како на одреден начин ние викавме дека ќе одиме и во Женева, дали можеме да ги видиме, но уште една книга историска е многу важна за Ареди дан, а тоа е историјата на Црвениот крст и на Женевската конвенција. Таа Ареди дан кај што ја пишува, но не се подпишува на таа книга, бидејќи тогаш има одредени проблеми со неговото останување, односно заминување од централата на Меѓународниот комитет. Се подпишува професор по историја од Германија, Рудолф Милер. И уште еден наслов, Крвавата иднина, ќе го спомнам од Ареди дан, кај што тој на одреден начин, што е многу важен за нас, говори за мирот, повикува на мирот, укажува на страшните последици на војната и на војните судири. И многу е важно што предвидува, бидејќи ќе говориме после и за анализи, индикатори, варијабли и така натаму, и ја предвидува практично светската катастрофа преку светска војна, уште во 1897 година. Значи, уште тогаш Ареди дан ги работи и пишува за покрај овај робството, тој пишува за војните, има своји предлози, стати за заробеници и затвореници. Ареди дан пишува и за антимилитаризмот, за милитаризмот, пацифизмот, мирот и така натаму. И затоа знаеме дека тој е и добитник на Нобеловата награда. Зошто тоа го говоре сега, да не должам, оти многу време одзедов. Значи, покрај нова информација за нешто што нас не интересира, одиме за информацијата како вредност. Информацијата, и ние знаеме, како една најкратка дефиниција, е една нова вест. Но информацијата не е поврзана само за нова вест што денеска ја добивме ние преку не знам какви извори, но и информација што сме ја прочитале од одредени извори. Затоа што ќе видиме изворите како се делат. Нели имаме пристапни извори, непристапни извори, отворени, затворени извори на информациите, имаме примарни, секундарни извори и така натаму. И многу е важно времето и вистинитоста, односно веродостојноста на самата информација, и тука имаме многу степени за утврдување на самата вистинитост на информацијата, а тука голема улога нас не играат самите податоци или настани, битни или вистини, кои што се случуваат или се случили, или факти. Вистините записи што ние многу добро си ги проучувавме и ги знаеме во ПХВ. Еве, кога говорам за информацијата, сакам да слушнам или да прочитам дали
вечерва со нашата работилница имаме некоја информација. Да, за книгите на Ане Динан, што ни беше и една од, што ми беше и целите. И секогаш, кога говориме за самата вежба, и кога говориме за другите овој документи, ќе се сетиме на антиката и на Аристотел. Уж Аристотел говореше за битноста на формата и содржината. И јас сакам да укажам овде, каде како еден кој што работел на многу документи и документации, и аналитички, и стратешки, и нестратешки. Секогаш, за секој овој документ или подвид на документ, битна е и формата и содржината. Никогаш иста форма немојте да ставате на иста содржина, па макар да е и блиска до самиот вид на документот. Ако говориме, например, сега за видови на информации, кажеме какви информации има. Ако имаме информација која што е од и самата информација, вториот дел на дефиницијата е влегување во форма. Значи, самата информација бара формат. И секогаш кога седнуваме и размислуваме или пишуваме информација, сега говорам за пишан овој документ, и мораме да мислиме постојано и секогаш на форма и содржина. Значи имаме, ќе го видиме и ова за лажни и многу важно прашање, лажни или полу вистините, инсуинации и така натаму, кои се многу битни. Сега, кога говориме за вистинитоста и за лажната информација, многу е важно како ја откриваме веродостојноста на таа информација. Што правиме, значи, тогаш? За да ја откриеме лажната информација или полувистина, полувистината е најмногу иманентна и најмногу се користи во безбедносниот и разузнавачки свет, кај што треба да се утврдат или откријат одредени работи, активности и така натаму. Значи, вистинитоста, мајсторството на откривање е преку друг или спореден извор или нов извор на информација за иста или исти информации. Значи, никогаш немојте и никогаш да не се подпираме на еден само извор на информација. Секоја информација бара проверка, има потреба од проверка. Дали се викала само информација, дали е збирна информација, дали е временска информација, да речеме за еден период, дали е проблемска информација, за некој проблем, настан, важен случај. Ќе видиме зошто е важна после информацијата за следните документи, па затоа ги спомнав и статиите и студија кај Ани Динан, затоа што тие се различни формати, а содржините и тематската област може да биде тука негде, значи слична или иста. Но форматот е друг. Добро е прашањето за лажните информации и секогаш ве молам, било каде да сте, било што да работите и да пишувате, секогаш да се служиме не со еден и два, со повеќе извори на информации. А за тоа мора да работиме, многу да читаме. Значи, никогаш немојте да се подпирате на еден извор. Па бил тој и од затворен тип. А кои се непристапни извори? Значи, кога говориме за информации, имаме и затворени или тајни информации. Еве, например, и ние си имаме информации за наши броеви, наши сметки и така натаму.
чак нели знаете дека после ќе видиме и во самите анализи имаме и класифицирани информации, така ли? Имаме и закон за класифицирани информации и податоци. А тоа е многу важно да се користат и секогаш мојата поука и тие што работат со затворени информации и односно со затворен извор на информации, тие мора во најголем дел да ги користат и информациите од отворениот извор. Од отворени извори. А кои се отворени, нели? Медиуми, публицистики, анализи од одредени релевантни, компетентни институции или граѓански здруженија и така натаму. Многу блиска до самата информација е комуникацијата. За да имаме комуникација, мора да имаме информација или кратката дефиниција што ние си ја знаеме, а тоа е комуникацијата е ништо друго освен размена на информации. Александра знае на работилници да каже лошата информација остава какви последици. Остава лоши последици, доведува до конфликти, вежбите што ги правиме на нашите работилници. Значи, комуникацијата е многу важна. Во однос на самите видови на комуницирање или комуникации кои што се да ги рашлениме по комуникации на диалог, партнерски комуникации, координативни комуникации, директни, индиректни и така натаму, и методи и техники во смисла на ова што се техники на убедување кои што и ние ги знаеме во самите комуникации, и мислам дека е добро пак некогаш да ги воведеме и да ги практицираме во нашите активности, работилници и така натаму, кои што си ги знаеме како дел од ете игра со чувства и така натаму, и други комуникацијски техники на убедување и влијание кои што се поврзани со конкурентноста и така натаму. И тука се битни средствата и инструментите. Кај што сакам да ставам акцент на комуникацијата во делот на и диалогот и во делот на партнерскиот или кооперативен дел, секогаш размислуваме на капацитетите. Значи, за да имаме добра комуникација, мора да имаме и добри капацитети. Лични, образовни, специфични за одредена област и така натаму, за да можеме вистински да бидеме добри комуникатори и да имаме успех во комуникацијата, се до одредени најсложени потреби за комуницирање или вид на комуникација, каде што се разговори, преговори, например, превенција и решавање на конфликти и така натаму. Тука се подготовките битни и секогаш е важен капацитетот, моќта и можностите на оној или оние што комуницираат. И тоа мора да го имаме во предвид. Јас тука најмногу тргнувам секогаш од она што се битни, па и во секоја област, и во образование, во училиштата, но и во политиката, во безбедноста и така натаму, во економијата, во комуникацијата со субјекти во државата, надвор од државата, да речеме надвор во ЕУ и така, треба да имаме вистински добри капацитети, изградени капацитети. Овие се мој дел и моје учество во делот на информација и комуникација, затоа од нив почнуваме, затоа што ќе следи нешто што
што тие се битни за следниот дел на она што ќе го работиме денеска. Повелете дали има во овој дел некој нешто да спомне, да праша, плюс да праша, слободно. Ако не одиме на следниот овај слайд. Сега, анализата и за анализата имавме многу прашања и во делот на повеќе прашања и во делот на очекувањата. Значи, дали треба да правиме дневна анализа и колку таа би ни послужила. Јас да ви кажам од искуство мое, ние анализата најмногу до што ја доближуваме или ја споредуваме анализата со што може прво да прашам да се спореди. Со кој друг документ, друга алатка, евалуација, одлично, да, евалуацијата, стратегијата повеќе со планирањето, проценката е веќе одлично дел после анализата и не може проценката без анализа, а анализата без информација и без податоци. И должам, имаше во очекувањата, а тука ќе го видиме тоа, да спомнам за собирањето како еден од првите стадиуми во делот на анализата. Собирањето на податоците. Упорноста, одлично. Упорноста е многу важна за добра анализа. Во однос на разбирање, да, во однос на она што беше дневна анализа или евалуација. Оте анализата е многу блиска до евалуацијата. И јас ќе кажам еден друг документ што е многу близок до анализа, кој што веројатно ние и секојдневие покрај евалуацијата ни е битна и за отчетот, така ли и за извештај, и за извештајноста. Значи, анализата е многу блиска или извештајот е многу близок. Анализата е многу блиска или без анализа може ли некој документ што се вика студија или методски дел студија на случај, може ли без анализа? Не може. Не може без анализа. Анализата е многу битна. Кога одиме на дефинирање на анализата, основно е да кажеме дека тоа е одредено делење, расчленување на одредена појава, значи податоци и информации за одредена појава. Од било која област, од било кој сектор. Биографија, анализа за животот. Апсолутно. Анализа за животот и поврзана после ќе видиме за последниот дел од вечерашното кажување и планирањето на животот. Знаете, без соодветна анализа не можеме да имаме и успешно и планирање. Не можеме да имаме успешна процена и проценка. Анализата е многу важна. Зошто? Ќе видиме сега. Значи, во однос на дефинирањето, најкратко го кажав, што треба да содржи едно дефинирање за анализата, а тоа е, значи, расчленување, делење и што после правиме, значи, многу важно е кога собираме стадиумот на собирање, основен прв стадиум е на собирање на податоци. Податокот е најважниот дел во она што викаме анализа. Затоа што и тој е важен дел во еден од самите делови или стадиуми на анализата. Собирањето на податоци е умешност. Некој спомна упорност. Е целовитост, значи, потполност.
ние мора да бидеме подготвени. Анализата е еден основен дел за некој истражувачки потфат. Било кое истражување или подготовка за истражување. Не можеме да помислиме да почнеме било што ако не сме седнале да направиме одредена анализа. Значи, собирањето на податоците е една од основните фази и втор дел веќе доаѓа складирање на податоците. Многу важен дел. Значи, ние мора да сме подготвени каде ќе ги ставиме, каде ќе ги складираме, за да не бидат безбедни тие податоци. Било од отворени или затворени извори. Не е важно, значи, од кој извор ни доаѓа. Тие мора да се складираат, бидејќи складирањето што овозможува соодветно и означување. Податоците ги означуваме. Му даваме одредени кодови, одредени знаци, ги означуваме, значи. За да одиме на следен дел, а тоа е класифицирање. Значи, одиме на класифицирање. Податок кој што ни е важен, примарно приоритизација и податоци кои што се од отворена природа, податоци кои што можеме да ги дадеме, податоци кои што може да бидат да почекаат, податоци кои што имаат карактер, да речеме, од тајна природа и така натаму. Значи, класифицирањето не доближува и до она што обично го слушаме за класифицирани информации и податоци. После следува една фаза која што е многу важна. Обработка на податоците. Значи, кога веќе сме ги означиле, обработката бара и одредена технологија. Значи, модалитети, модели на обработка на податоците и доаѓаме после до една многу важна фаза, следна тоа е анализата на самите податоци. Она што сме го обработиле, сега го анализираме да не доведа до поставената цел во истражувањето или тематска или предметна цел. Како ги дели и самата наука, предмет, објект, проблем, кој што ние во моментот го имаме како предмет на обработка или тема и така. Значи, анализата на податоците е најважниот дел од самата анализа. Тука доаѓа она големото и вистинско мајсторство. Податокот како ќе го искористиме? Кој податок како ќе го искористиме? Значи, во делот на она што го работиме. И никогаш да не се подценува ни еден податок. Значи, немојте. Секогаш и секој податок во даден момент ќе ви биде можеби круцијален. И затоа секогаш мора да ги имаме во вид податоците. И таа анализа на податоците е многу важна работа. Зашто? Еве, за интерпретацијата. Анализата не е за во фиока, така ли? Анализата се прави за следни или други важни документи, кои што се битни што за носење на одредени одлуки, решенија, предлози, развоен дел и така натаму. Овдека, значи, интерна, внатре, затоа што делбата на анализите немаме време, нели? Сега имаме различни видови на анализа, внатрешна анализа, надворешна анализа, секторска анализа, свод анализа, ако сакате, што е многу ние си ја сакаме, ја користиме и така натаму, значи квалитативна и така натаму. Значи имаме различни видови на анализа, но секоја анализа мора да го помине овај пат. Без разлика ние да речеме во свод анализата. Таму делиме на добри,
лоши страни, опасности, ризици и така натаму, се до крај. И овде, овој пат мора секоја анализа да го помине. Знаете ли зошто? За следното што сакам да го кажам. А тоа што е многу важно за следниот за следната алатка или следниот документ за процената. И за сите други документи. Анализата мора да од неа да се изродат предпоставки, хипотези. Значи самата анализа покрај следењето на одредени варијабли, како ги викаме, променливи и така натаму, индикатори, доаѓа до предпоставки. До предпоставка, што е многу важна, до хипотези за други документи кои сакаме ние да ги правиме. Как, дали се тоа студија, дали е тоа проценка, како сакате, и други, не само тоа, треба да го имаме во предвид овој момент. Значи, а ние не можеме да градиме предпоставка или одредени секога да се држите на предпоставка. И кога ќе дојдеме до процената, никогаш немојте да одиме на импровизации кај што ќе ве тераат, ајде сега ќе направиме 5 сценарија, 2 сценарија, 3 сценарија. Првото и главно сценарио мора да излезе од анализа. И никогаш немојте да играме. Никогаш. А ако сакаме да правиме други сценарија од истиот во рамки или за истиот проблем, како би било, да речеме, за 5 години, за 10 години, за 30 години, тоа е, или ќе правиме сценарија 2-3, кои што мора да бидат многу блиски, а да имат одредени различни предпоставки, можеме и тоа да го правиме, но основно е од анализата да произлезе хипотеза, предпоставка. Сега, дали треба денот да го, значи секој ден, да ви кажам, од најмлади години, секој субјективно, моја препорака е да си правиме дневна анализа, дневна евалуација. Верувајте дека многу ќе помогне, многу помага за следниот ден. Ако јас не знам што ќе ми се случува следниот ден, тоа не сум јас. Значи, очекувањата ги градиме врз основа на добра анализа. Па нека се вика и дневна анализа, и како што Весна напиша, најблиско до евалуацијата. Да. До процената. Ама, кога говориме процена на одредена состојба, ние за процена ќе говориме и за процена како одреден документ. Значи, алатка. И секоја процена е тоа, но да видиме што ќе содржи самата процена. Дали имате нешто за анализата, оти времето течи. И нема отстапки. Мора целиот пат да го поминиме. Одиме значи, пред процена на вежба 2 и мојата најомилена состојка во методолошкиот збир и во работата на стотици документи од разни информации до разни извештаи кои што се многу важни, разноразни извештаи, разни оперативни, стратешки и така натаму. Важна состојка и сакам некој да ми одговори што би било тоа индикатор. Се служиме со индикатори, знам дека многу од вас се служат со индикатори. Но ете така, би сакал да слушнам што би било тоа индикатор.
и самата вежба си има свој наслов и индикатор. Одлично, браво. Браво. Показатели, да, показатели. Значи, ако говориме за една многу важна, едно од најважните, нешто без што не се може. Кога работиме и во самата анализа, а да не говориме за процена, е индикатор или индикатори. А индикаторот е една од многу важните делови на дефинирањето на индикаторот е вика нешто открива. Нешто се открива. Нешто да откриеш. А како што убаво забележа Александра, а преку што откриваме? Откриваме преку знаци, преку показатели. Самиот индикатор можеме значи со еден збор да го наречеме показател, да. Токму така. Сега, што е многу важно? Преку онаа што го гледаме, да направиме една споредба, методот, ние што го имаме со дрво таму, причина, последици, проблеми и така натаму. Кога говориме за знаци или индикатори, ако го земеме дрвото, да речем. Индикатор, што е, ако е листот жолт на дрвото, каков индикатор на дворешен е тој? Значи, многу е битно за каква појава се работи, и морам и тоа да кажам. Дека е есен, баш така. Дека во таа спојка на природна појава во делот на природните појави, но имаме многу важни индикатори кои што можеме да ги извлечеме. На пример, дали ова работилница или другите работилници можеме да ја гледаме како варијабла, како една варијабла, која што е зависна. Има и независни варијабли. Оти индикаторот е најважниот дел од варијаблата. И многу важен дел за процената. Што значи? Вечерва кој е квантитативен индикатор, кој би го зеле вечерва? Ако ја земеме, Александра, што ќе каже утре? Ако ја земеме бројката на присутни, вечерва каков индикатор ќе биде тој? За средна успешност, каква успешност и така натаму. Значи, еден квантитативен, говориме, објективен, значи, овој е квантитативен, но и објективен, бидејќи ние, сите знаеме, вечерва гледаме преку информатичкиот дел, дека имаме колку? 30, така, Александр? Еден индикатор за, говорам сега за општествена појава, значи, имаме одредена разлика за природни појави и за општествени појави. Зошто е важен индикаторот? Една од најважните улоги на индикаторот е да речеме, ако имаме исушени гранки, дрвото го земавме како пример, како природна појава. На што ќе биде индикатор тоа? На одредена внатрешна, значи болест. Болест во корените или, така ли? Ако земиме, ако одредиме вид на дрвото, да речеме, ако дрвото е костен, и одма ќе ви кажам една појава за Македонија или дап, или македонскиот дап, како го викат, или така натаму. Значи,
одредена болест која се појавува на одредена надморска височина. Значи, преку индикаторите, преку знаците кои ги гледаме, ние утврдуваме што? Утврдуваме во каква состојба е одредена. Значи, ако работилницата вечерва е успешна, значи дека ќе влезе во делот на досегашните 31 или во 32 успешни работилници. Но, секоја работилница за себе пак си има дел на веројатни и други различни индикатори. Значи, индикаторите, како што веќе ме слушнавте, во делот многу се, едни од најважните се, а тоа се предикативните или оние што можат да не дадат или да предвидат одредено нешто. Јас можам да кажам, а што се одредени нешта? Еве ги сега. Ризици, опасности, закани, особено ризикот, опасноста. Правиме разлика измеѓу ризик и опасност. Тоа е друга тема, некогаш ако имаме можности и закани. Многу важни се овие работи. И видови во смисла на она што веќе ги реков. Објективни, субјективни, внатрешни, надворешни, предикативна. Имаме развојни индикатори и така натаму. Значи мораме секогаш, особено морам да спомнам, е важен изборот на индикатори. Кога работиме, кога правиме одредени документи. А процената е еден од најважните документи. За што? Во делот на процената што имаме? Ке скратам, значи. Морам да ги спомнам. Покрај методолошкиот дел што го објаснуваме, го имаме и што? Ресурсот. И природниот ресурс, и човековиот ресурс. Така ли? Во секоја процена. И после тоа доаѓаат техничките и други, значи, материјални можности. Се тоа влегува во процената, се до после делот на степенување на степени на ризик и опасност. И така доаѓаме до еден краен дел, кој што пак, ако се тоа го ставиме, можеме слободно да предвидиме и рехабилитација, и значи последици, како со последиците и како да се справиме со одредена, еве да речеме, природна појава. Епидемија или општествена појава, како што ни е бегалската, мигрантската криза. Како почна мигрантската криза? Почна со една бројка, со еден премин, со нелегални премини, со движење по железнички пруги, со загинати, се тоа што беа, се тоа индикатори. Говориме и за квантитативни, но говориме тука и за квалитативни индикатори. Многу важен дел и употребна вредност на секоја процена е носењето на одлука. Еве и ние кога градиме систем сега во ПКВ и нашите овој работилници ќе ни бидат можност да носиме одредена одлука. Како? Со сите други индикатори, да речам и променливи или варијабли, кои ќе ни овозможат како ќе одиме и на кој начин, како што веќе се договараме, ќе одиме понатаму со ПКВ системот и ПКВ циклусите. Дали има прашање за самата процена? Иначе, за мене, моите најблиски и други луѓе кои што се бават со овие области, и истражувачи, ете да ги речем и професори, и долгогодишни професори, и пензионери професори и така натаму,
една од моите специфични области и кај што сум можеби најдобар, а тоа е проценат. И јас, знаете дека некаде околу деценија и пол ја правев и ја градев и државната процена за ризици и опасности или безбедностна и така натаму. А да се пофалам и дека и процените општински и на локално ниво кои денеска ги имаме преку центрите за управување со кризи, еден огромен дел, ете си припишувам една моја многу важна дел и во делот на, а би било добро ако и некој од вас кој што сте вечерва тога оди и во центрите за кризи, ќе види една добра работа. Завршена работа со процената за загрозеност на безбедност од сите ризици и опасности. Одеме, значи, на следниот слайд. И тука ќе завршиме. Планирањето кое што беше еден и дел од успехот за добро планирање. Значи, доброто планирање е секако добар успех. Немаме време да ги расчленувам сега што е план, ако не е некоја скица, така ли? План, скица, најблизок друг документ е тој, или, како што спомнавте, стратегија, стратешки план, стратешки планови и така натаму. Токму тоа е самиот план, и ако го земеме планот и временски и просторно, значи има разни видови на планови, и многу важно е тука не само видовите, структурата на планот и вредноста и користењето на планот. Развојната е некаде ќе најдете развоен план, временски говориме, некаде просторен план, просторно, значи ќе најдете дневен план, ќе најдете месечен план, ќе најдете тромесечен план и така натаму, или план за стратешки план за развој на националното друштво и така натаму. Кај што имаме едно свое исто така големо учество. Сега, секако многу важно е да ги видиме предходните делови што ги говоревме за доброто планирање. Самиот план почнува со процена. А таа процена произлегува од предходна процена. Немојте да правите план без процена. А да не говорам за анализа. Значи, рековме, најблизок документ или дел, алатка до анализа покрај евалуацијата е извештај. Одиме, значи, времето не оди и течи. Одиме, дали има прашања тука за самото планирање? Ја ви препорачувам дневен план и дневно планирање. Но, имаше прашање за животно планирање. Лјупчо, се извинувам, Теодор крена рака. Добро. Малце ќе извелам од темата, но сакам да ве прашам што мислите, дали планот А го побива планот Б, го побива планот А, бидејќи нели кога ќе ставиме план Б, ја тргаме пола од мотивацијата што имаме на планот А, отколку ако оставиме само план А. Сега, тука доаѓаме до една многу важна формула за планот А, планот Б и после можеме да имаме и план С и така натаму. Мојот одговор на губењето на мотивацијата во планот Б е не. Значи, не и не треба да се губи, ако говорам точно за мотивацијата за планот Б, затоа што планот Б секогаш треба да биде добра потпора на планот А. Планот Б никогаш не смее да биде
да не е во корелација директна со планот А, па и планот С и планот С. Како што говоревме и за самите предпоставки, односно предпоставка и самата процена. Значи, не се губи тука мотивацијата, но се внимава на се друго, на структурата на планот. Значи, на индикатори, на ресурси, на ресурсен дел, на динамика, кога говориме за процена, не ја кажев најважни два дела се. Тоа се динамичен, статичен и динамичен дел. Они влегуваат директно во самото планирање. Затоа мојот одговор да не должам е не. Планот Б мора да биде потпора и уште сигурен одговор за онаа што го предвидува планот А. Љупчо, ако може јас нешто да додадам, само во однос на тоа ти што го кажа преска, да го споделам своето искуство, повторно кратко, нели, да не ги задржуваме младиве, го спомена дневниот план. Сакам да споделам дека јас на своето работно место секој ден правам дневен план. И мене тоа многу ми олеснува, покрај тоа што, еве, барем ти знаеш, Љупчо, и дел од НИФ, дека во Црвен крст ти правиме и годишни планирања, и не знам, квартални, и месечни, и нашата програма има планирање во однос на целиот циклус, каде ќе имаме обуки, кој ќе ги држи, колку луѓе ќе дојдат. Значи, се тоа едни планирања, да речам подолгорочни, ама мене и дневниот план кој што го правам во однос на тие зацртани цели ми помага многу за да бидам на вистинскиот пат и да го држам кормилото по патот по кој што треба да стигнам до крајната цел. Сега, само кратко. Што ни овозможува дневниот план? Ни овозможува и дневен отчет. Тој ни овозможува и дневен отчет. А што ни прави отчетот дневен, месечен или месечен план? Дневниот план ни го олеснува месечниот план. Дневниот план е фактор за месечниот. Мене, ќе ви кажам се, кога ќе ме праша за годишен план, вика, дали почнавте да го работите годишниот план? А кој е мојот одговор? Знаете ли, секогаш? Ја им викам, јас не го започнувам годишниот план. И се чудат сега тие, како тој не го започнува годишниот план. Па мојот годишен план е скоро готов. Зошто? Па затоа што ми се готови дневни, неделни, месечни, тромесечни, полугодишни и така натаму. И затоа ми е мене готов годишниот план, годишниот извештај. А не можете да правите план без годишен извештај, така ли? Иако се случува ќе видите некогаш, ајде правите план за следната година, а немаме извештај, нели? Немаме анализи. Не е добро тоа. Не е добро. И затоа е одлично, Александар, тоа што го рече. Дневен план. Тој помага за другата композиција, за големата што ја викаме композиција, нели? И тоа во праксата многу ќе ви помага. Никогаш да не бегаме од поединачното, од денешното, од денот. Тој многу ни помага. И главните индикатори ќе ги откриеме во денот. И други работи и податоци кои што ни се потребни. И крајната вежба е едно мое прашање. Што ги спојува сите овие документи? Алатки, се што спомнавме до сега? Една спојка, која е? Еве една главна. Стратегија, добро. Тоа е веќе едно широко. Што анализиравме ние? Што имаше, од што зависи информацијата? Од што зависи комуникацијата? Од што зависи анализата? Од што зависи самата процена? Што собиравме за анализата? Одлично, информација и податок. Значи, сите се ова го спојува еден единствен збор, пак се врати информација и податок. Без тоа, немојте
да измислуваме ништо. Па и љубов кон работата, апсолутно. Ако го немаме тоа, и одговорност кон работата. И не само и љубовта, и одговорност кон работата и да си го сакаме тоа. Да бидеме успешни. Лјупчо, ти благодарам многу. Навистина беше убаво да се слушне се ова што го кажа вечерва. Беше повторување, но имаше многу нови нешта, нови податоци, нови информации, не само за мене, за повозрастните, туку би кажала и за помладите. Ти благодарам уште еднашка.